Исплата на заостанати долгови за субвенции во вредност од 600 милиони денари, 350 милиони денари за заостанатите 4 плати во македонски шуми и водостопанство, исплатени субвенциите за сточарство и останатите земјоделски гранки, отворени подрачни единици ширум државата за земјоделците. Ова е само дел од сработеното на министерот Трипуновски за 100 дена владење со овој сектор. Тој се обврза дека ќе го врати достоинството на сите земјоделци во Македонија. Проблемот со кој што се соочивме на самиот почеток беа и заостанатите плати на јавното претпријатие Национални шуми и вработените во акционерското друштво водостопанство, каде што имаше неисплатени 4 месечни плати и претходната власт ги остави повеќе од 3000 вработени во овие две институции без животна екзистенција. И затоа со ребалансот на буџетот се обезбедија 350 милиони денари и сите средства беа префрлени до институциите и платите беа експресно исплатени. Трипуновски во отчетот ја искритикува претходната власт и обвини дека направиле пустош во земјоделието. Според него тоа што Македонија е увозно зависна за храна, виновни се претходните министри, а поради лошите политики. Земјоделците биле демотивирани од откупните цени, а со тоа земјоделските производи завршувале на буниште, рече министерот. Но и покрај ова, тој најави дека сега конечно по 7 години откупната цена ја договараат земјоделците и откупните центри. За прв пат оваа година имаме утврдена откупна цена за двете најзастапени вински сорти грозје, тоа е Вранец и Смедеревка. Бележиме рекордни откупни цени за овие две сорти, каде што за Вранецот е постигната цена од 20,8 денари, додека за Смедеревката од 18,3 денари за килограм. Трипуновски се обврза дека државата ќе работи во корист на земјоделците, штитејќи го домашното производство. Тој се пожали дека наследил безброј долгови, неисплатени плати, заостанати субвенции, целосно закочени проекти, но и сериозни сомнежи за криминали од претходното раководство. Но вети дека ќе направи се што е во негова моќ да се врати довербата во системот и кај земјоделците, но и останатите граѓани.